Како што кажав, првото прашање ми е до премиерот Груевски. Господине Груевски, очигледно е дека ова власт од Бога чека да се реши загадувањето во Скопје, Битола, Тетово, Кичево. По вашава тактика, секој нареден ден треба да чекаме да угрее сонце, да заврне дожд или снег, или случајно да задува ветер. Вашата влада, господине Груевски, загадувањето во Скопје и другите градови тргна да го решава со анкети и совети за проветрување и непроветрување, во зависност кој каква изјава дава од некој од вашите министри или градоначалникот на Скопје. Или оваа мерка е многу силна, бидејќи нек ние разгледувавме на седницата на собрание, околу ме заинтересира посебно околу насоката за чистење на оџаци низ Република Македонија. Некоја школа треба дополнително, барем такво и укажувањето од Министерството за животна средина. Знам дека сте свесни дека овие мерки кои што ги има дадено владата, дека не го решаваат проблемот. Господине премиер, секоја година заради загадениот воздух, барем по сите оние податоци кои што ги слушаме, умираат околу 1350 лица. Целата јавност знае дека главната причина, односно 95%, е индустријата во сите 4 градови, а не како што се наведуваат причините или она што го кажуваат вашите министри. Оваа власт го исече дрворедот на Илинденска и тогаш велеа министрите дека е ситница. Кога ги исече дрвијата на Теодосије Гологанов и Климент Охридски, изјавите беа дека граѓаните треба да живеат во град. Уништено е водно, испаѓа дека урбаната мафија е поважна од здравието на граѓаните. Џабе 2 пати годишно се прави акцијата Ден на дрвото. Џабе е се. Вашата влада, господине Груевски, потроши 500 милиони евра на проектот Скопје 2014, а да потрошевте 20% од тие пари за филтри, како што бараше СДСМ со амандманите од буџетот. Овој проблем сигурен сум дека ќе беше саниран и мислам дека голем дел на човечки животи ќе беа спасени. Потрошени беа многу пари за врби, планирате да се потрошат 12 милиони евра за панорамско тркало, ама пари за филтри за мерни станици во повеќе региони нема да дадете. Изминативе денови во ова собрание СДСМ даде сериозни мерки за решавање на проблемот со загадувањето. За жал, ВМРО ДПМН ги одбинив. Пробавме се, ама вие очигледно не сакате да ги прифатите. Моето прашање гласи: дали господине Груевски и сам верувате дека овие мерки ќе дадат резултат и сам верувате дека овие мерки доволно ќе ве заштитат и вас и граѓаните? И дали чувствувате одговорност за се што се случува сега и во изминатиот период во Скопје, Битола, Тетово и Кичево? Второто прашање до министерот, односно заменикот министер за образование. Господине заменик министер, денови од вашето министерство слушнавме разноназни изјави, вклучително од изјавата и на министерот Ристовски, дека ќе ги ослободите учениците од стресното екстерно тестирање, со тоа што однапред ќе ги знаеле прашањата. Потоа срамежливо беше признато дека учениците ќе дознаат 3 дена пред полагањето што ќе полагаат. И стам сте свесни дека со ова кое што го давате како изјава нема шанса да се намали стресот. Имам едно многу просто прашање: зошто учениците од завршните години ќе го полагаат екстерно? Тие веќе полагаат државна матура и со ова нормално ќе дополнително ќе придонесете за дополнителна конфузија и страф и ке професорите и ке учениците и ке родителите. Со овие изјави кои што се даваат се признава дека екстерното тестирање минатата година имало сериозни недостатоци, барем такви беа изјавите на господинот Спиро Ристовски. Додека во другите развиени држави, каде што се применува екстерното тестирање, тоа представува еден така стручен технички инструмент користен за осознавање на нивото на знаење на учениците во однос на проектираните наставни програми, кај нас е инструмент за политички прогон. На семинари на советување наставниците се советувани да постапуваат поинаку. Во оценувањето се внесува активност, континуитет, усмени одговори. Кај екстерното оценување тоа отсуствува. Минатата година тоа беше и признато, голем број на ученици ги добија одговорите предходно 2-3 дена, кога беа пробијани прашањата. Голем број на наставници кои ги чуваа учениците јавно им покажуваа, бидејќи им покажуваа одговори, делејќи ги учениците по политичка припадност. Прашањата ми се: кој ќе одговара за последиците од несоодветната примена на резултатите од екстерното тестирање заради дуализам во впишувањето на оценки и несоодветно нарушување на просечната оценка по ученик? Дали мислите дека резултатите од екстерното оценување и резултатите од завршниот испит и матурата одговараат на реалната слика на добиени знаења, компетенции
и вештини на учениците во средното образование? Кои чекори ги превзедовте во подобрување на наставните планови и програми и стручна доедукација на наставниот кадар за подобрување на квалитетот во образовниот процес? Третото прашање ми е до вице-премиерот Пешевски. Господине вице-премиер, општините Врапчиште, Битола, Струга, Кичево, Дебар, Охрид, Могила трупаат долгови зашто парите од блок дотации одат за плати. Власта на ВМРО ДПМНЕ не знае како да покрие огромен долг од неверојатни 17 милиони евра, што го направиле општините под нивна контрола. За само 2 години, од 2010 година, заклучно со 31 август 2012 година, 54 општини се задолжиле со 17 милиони евра. Повеќе од половина од оваа сума, односно над 9 милиони евра, се долгови на основните училишта. Училиштата не плаќале грејење, за превоз на ученици, за струја и за вода. Тоа се должи на вишок паралелки, а со тоа и на вишок работење. Ова е официјална ваша изјава. Констатација на вице-премиерот Пешевски. Сведоци сме дека истата неодговорна политика на енормно државно задолжување и масовно партиско вработување ВМРО ДПМНЕ систематски ја спроведува и на локално ниво. Бидејќи овие информации произлегуваат од ваши официјални документи и очигледно сте свесни за состојбите, како планирате да го решите проблемот со огромната задолженост? Дали ваквата неодговорност ќе се рефлектира врз граѓаните или учениците, затоа што поради презадолженост општините не се способни да обезбедуваат елементарни услови за граѓаните? И конечно, бидејќи сами констатирате дека постојат над 40 сомнителни тендери од градоначалници, бараме да кажете за кои градоначалници станува збор и дали ќе ги повикате на одговорност. Благодарам. Благодарам.